престануваат жалбите на кавадарчани од загадениот воздух во градот. Тие се жалат дека смогот им ги пече очите и им го отежнува дишењето. Состојбата е алармантна, велат тие, особено во попладневните часови кога густиот бел облак се спушта ниско над градот. Граѓаните од надлежните институции бараат идно да преземат конкретни мерки. Малку да се отрезниме, да се освестиме. Значи, да почнеме на еден друг начин да почнеме да размислуваме и да делуваме секако. Мислам, че сваздух да дишиме, што се вика. За внучињата ми ета, ние сме возрастни виче. На фабриките треба да се стават некои филтри. Исто така мислам дека сметам дека треба дома да се грееме на плин, не на дрва. Задоволните кавадарци на нула, не се презима мерки. Фени и тоа семки од маслинки горат. Јас сум убежден да има таму, тоа е вистина. Најголема загадување од него. А да не ги штитиме тие, не треба така. Важни деца и ви се труите и ни се труиме. Од еколошкото друштво Екоживот велат дека воздухот со PM10 честички не го загадуваат само домакинствата со загревањето, туку со обракајот и индустријата. Треба да се работи на едукација и на подигнување на свеста кај граѓаните за значењето на животната средина. Неинформираноста од областа на животната средина, од начинот на загадување на населението има најголем негативен ефект врз квалитетот на амбиенталниот воздух. Многу од граѓаните не се свесни дека, еве сега ќе кажем еден обичен пример, дека отпадот е отпад. Ако е отпад, не значи дека треба да се гори. И сите сносиме последици поради таа неинформираност и ниска свесност на нашето население. И од општина Кавадарци потврдуваат дека најголеми загадувачи на воздухот се домакинствата, возилата и индустријата. Оттаму велат дека превземале конкретни мерки за намалување на загадувањето и за заштита на животната средина. Во моментот работиме на студија за гасификација. Очекуваме некаде до крајот од 2019 година Кавадарци да добие приклучок на гасификацијата и да почнеме со инвестиција на секундарна и примарна мрежа во делот на гасификацијата и баш така како што ги имаме таргетирано загадувачите, така ќе шириме и мрежата. Екологисите сметат дека постоечките мерни станици се направени по европска мерка за места каде што немаат загадувачки капацитети и има поинакви инспекцијски стандарди и нормативи. Тие препорачуваат дека во Македонија треба да постојат мерни станици кои треба да ги мерат сите отрови кои граѓаните секојдневно ги дишат.